Почитувани, денес ние кандидатите за пратеници на листата во изборната единица број 4 уште еднаш покажуваме и докажуваме дека за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секој е важен. На денешната средба со представниците на граѓанскиот сектор разговаравме за учеството на овој многу значаен сектор во нашето општество. Тој е гласот на граѓанинот, неговиот контролор на власта. За разлика од власта, за која граѓанскиот сектор, како и да не постои во нашата држава и постојано е игнориран од нејзина страна, па дури и прогласуван за предавник на државните интереси и е нарекуван со најразлични погредни имиња, ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија постојано водиме грижа за него и докажуваме дека ни е многу важен. Примерот на општина Струмица, каде со години наназад граѓанскиот сектор учествува скоро во секојдневните активности на локалната самоуправа, лесно може да се преслика на територија на цела држава за пример како треба да се работи. Токму тоа го имаме во нашиот план за живот во Македонија. Со него планираме да обезбедиме процес на загарантирани консултации со граѓанскиот сектор, со коморите, со синдикатите и со други релевантни чинители во сферата на работата на власта, при носење нови закони и измени на постојните. Секое министерство ќе мора правовремено да ја извести јавноста за процесот на консултации и за неговите ефекти. Задолжителниот период на консултација ќе изнесува 60 дена. Граѓанскиот сектор ќе биде контролор над власта, со што ќе се придонесе да имаме општество во кое граѓаните ќе се чувствуваат еднакви, сигурни и достоинствени. Учеството на граѓанското општество во креирањето политики и надзорот над извршната власт беше ретко и символично. Во собранието ќе иницираме деловничка обврска за сите комисии да овозможат учество на заинтересираните субјекти, невладини организации, синдикати, комори и слично во дебатите за генерални политики, стратегии и клучни закони. Истата можност ќе биде дадена и во текот на надзорните расправи. Ќе овозможиме поголема присутност на граѓанскиот сектор во работењето на регулаторното тело на Македонската радиотелевизија. Невладините организации од сферата на медиуми, слобода на говорот и човекови права ќе имаат можност да предлагаат членови во регулаторно тело и во органите на управување на Македонската радиотелевизија. Седниците на локалните совети ќе бидат отворени за присуство на граѓани, различни целни групи на граѓани и граѓански организации. Салите за одржување на седници ќе бидат реконструирани за да се овозможи присуство и активно учество на заинтересираните поединци, групи и организации. Ќе создадеме предпоставки за максимална вклученост на урбаните и местните заедници, граѓанските здруженија, поединци и различни целни групи на граѓани за создавање на буџет по желба на граѓаните. Со тоа, сите заинтересирани страни ќе учествуваат во утврдувањето на локалните приоритети на општините. Локалната самоуправа ќе биде отворена за соработка и за градење партнерства со граѓански организации. Преку младинските совети и со други облици ќе обезбедиме простор за младински активизам за остварување на специфични интереси на младите. Граѓанскиот сектор ќе биде вклучен во сите јавни расправи, серија на дебати, согласно својата програмска определба во носењето на закони, граѓански организации и други засегнати страни ќе станат со составен дел од сите работни групи за поддршка на пристапувањето на Република Македонија во ЕУ. Уште еднаш повторуваме, секој е важен, бидејќи се работи за животот на граѓаните во Република Македонија. Благодарам. Заокружи 4. За живот во Македонија. Социјалдемократски сојуз на Македонија.